Време ние да почнеме со пораката што Господ има за нас денеска. И сакам малку да зборувам за едно, она што јас го нареков CV-то на Исус Христос. Или знаете, сите даваме CV тука таму, некој пат и мора да дадеме, да кажеме што е тоа. Знаете што значи CV? Така, да. Значи, што ви се случувало во животот практично. Интересно е дека кога Матеј започнува со родословот на Исус Христос, кога започнува со тоа како дојде до раѓањето на Господ Исус Христос, не започнува со самото раѓање. Нема мудреци, нема шталичка, апсолутно нема ништо од сето она што ние го гледаме околу Божих што ќе дојде. Започнува назад. Започнува многу назад во историјата и некако, како што Никола спомна минатата недела на проповед, некако не изгледа досадно, ако ќе почнеш да ги броиш имињата еден по друг, многу некако доаѓаат. Затоа и пуштив видео. Полесно се гледа кога е на видео, отколку ако само ви ги читав, до сега веќе пола ќе спија сигурно. Ама интересно е дека според Матеј, Божик не се однесува на раѓањето, туку на доаѓањето на Исус. И сакам да ја направам таа разлика тука. Бог планираше дека Исус ќе дојде многу порано, уште пред создавањето на светот. Затоа може да читате всушност и на крајот на Библијата, во Откровението, таму 13 глава, и на некој начин, уште од самиот почеток, Матеј, како секој добар автор, веќе нагласува нешто, дава некој дознаки дека нешто ќе се случува понатаму. Сега, што можеме да научиме од сето ова што го видов, што го поминавме сега пред малку? Има всушност две работи кои евангелистот Матеј не ги кажува. Тука се, ама не ги спомнува, и има две работи кои всушност сака да ги каже и ги кажува. Јас сакам денеска да погледнеме нешто од еден малку поинаков можда аспект за Божики. А тоа е следното, прво. Дека евангелието, прво сакам како премисла да почнеме добра вест, а не добар совет. И сакам да објаснам што подразбирам со тоа. Кога ќе започнете приказна, кога ќе почнете расказ, си било еднаш еден, кажете што сакате. Еден принц, една принцеза, таму далеко негде, многу одамна и така натаму, кога ќе почнете на овој начин, почнуваат бајки, почнуваат митови, почнуваат филмови. Лукас така ги почна сите филмови. Во една галаксија, таму негде далеко во некое време кое ние не го знаеме. Гледате што се случува тука. Ама Матеј не почнува така. Матеј започнува малку по-приземно да кажеме. Ова е родословието на Исус Христос. Првото што сака да го каже јасно и гласно тука е дека се ова што за кое ќе зборува понатаму е базирано, засновано на историја. Не да ти кажам една бајка. Тука ќе чекай да ти ја кажам историјата. Да те втемелам, да ти дадам тема. И тоа е многу важно за нас денеска. Ние не веруваме во нешто кое е една бајка, која некој ни ја продал, па сега ние ќе ја веруваме. Ние веруваме во историски факти. Ако баш ви интересира, седнете, прокопајте ги сите овие имења што се спомнати, голем дел од нив ќе најдете дека се историски личности. Забележувате како вика во времето на Вавилон, во времето на тоа, во времето на она, ги спомнува сите работи многу јасно, гласно и чисто, втемелено, пак ќе речам, на историја. Тоа се случило. И ево да ви кажам зошто е тоа многу важно. Совет е препорака за нешто што мора да го направиш. Ама кога ќе добиеш новост, тоа е вест за нешто што веќе се случило. Евангелието не е совет. Евангелието е новост. Може да ве чуди сега зошто вака сакам да го дефинирам, ама сакам да ви кажам дека новост е нешто за веќе што веќе се случило. Тоа пројде. Знаете, советот од тебе бара да направиш нешто. Што да правам? Да купам ваква или онаква кола? И сега разговараш со човекот и тој ти објаснува и ти вика, ево, по мене, за тие пари, купи тоа. Тоа е совет, така? Ти го даваат, може да го послушаш, може да не го послушаш, се една. Ама новоста те тера секогаш да препознаеш нешто што веќе се случило и прашањето е како ти ќе одговориш на тоа. Веста, советот вика, еве како да действуваш, веста вика, ево што направил некој. Некам да спомнувам војни, ама ево војната во Украина. Цело време, последниве месеци, се зборува дека војнава ќе заврши. Во моментот, ние слушаме мнозина што кажуваат совет на Зеленски, на сите овие европски лидери, како да постапат, што да прават. Дали ќе послушаат, дали не послушуваат, тоа е друга приказна.
Дали се паметни или лоши совети, тоа не е битно во моментот, ама кажува вака ќе правиш, онака ќе правиш. Во моментот кога ќе се потпише тој договор, на сите портали ќе видите се потпиша за мир во Украина. Како што беше ситуацијата со Израел. Потпиша мир. Тоа не беше совет. Тоа беше вест. Има голема разлика. Зошто е тоа важно за нас денеска? Ангелите, кога ќе дојдете понатаму, не велат, чекај да ви кажеме што да правите. Ангелите просто и едноставно само рекоа, ви носиме вест. Веста сега, нели, во било кој контекст може да е добра или лоша вест, ама ангелот значи гласник. Гласникот ти носи вест и вика, сакам да ти кажам за нешто што се случи. Не ти давам совет. Зошто ова го повторам цело време? Христијанството некој пати луѓе го гледаат како советодавно нешто. Нешто кое ти кажува како треба да живееш, на кој начин да се однесуваш, што да правиш. Тоа не е евангелието. Тоа не е радосната вест. Радосната вест е Христос дојде, умре, пак воскресна. Христос дојде да те спаси од грев, да биде спасител на светот. Има голема разлика меѓу тие две ствари. Многу голема и ќе зборуваме малку повеќе. Евангелието вика ти ви носиме радосна вест. И ако сте ја читале пораката на Евангелието, ако сте ја читале ова што се случува за време на раѓањето на Исус, ако сакате да читате, или ако сте прочитале веќе, нема очигледна поента. Нема апликација, ако сакате, нема еве сега што ти треба да правиш. Ангелите јасно и гласно кажат, таму ви се роди тоа се случи. Еве што се случува. Еј, звезда се појави. Не вика, таа звезда сега ќе правиш тоа и тоа. Зошто е ова важно? Затоа што пораката, веста не зависи ни од мене, ни од тебе и не зависи од тоа како јас ќе ја погледам или нема да ја гледам. Да, ние можеме да имаме примери. Вистина е дека и пастирите, родителите на Исус, мудреците, они се пример за нешто, ама не се примерен пример во приказната, во расказот. Јас не ќе приказно обично кажам, сакам расказ да кажам. Во самиот расказ, бидејќи во крајна сметка наративата на раѓањето не ни кажува што да правиме, туку ни кажува што Бог направил. Сакам да размислите малку за тоа. Наративата не е сега Исус дојде и сега ние ќе палиме оган. Исус дојде, сега ќе одиме во недела на црква. Сега Исус дојде, ќе направиме тоа за Божик, ќе бидеме на богослужба или не знам се што. Тоа не е поентата на цела наратива. Не. Веста е нешто кое е информативно, кое ти вика, еве што се случува, а сега ти го ќе ја примиш, можеш да веруваш, можеш да не веруваш. Веста вика Бог дојде да те спаси, ти можеш да го веруваш тоа, можеш да не го веруваш, ама тоа не го менува фактот. Во светло на ова, што го викаме дека ова е вест, кај се наоѓаме ние? Што ние правиме реално со веста? Знам дека секој ден сме бомбардирани страшно кога ќе отвориме интернет, кога ќе отвориме пораки, ќе отворите портали, вести мали милион. Што правиме со веста најчесто? Ја забораваме следните 20 секунди, следните 8 секунди. Барем така викаат современи психолози. 8 секунди. А на времето нели се смеја, знаете на израз клаунфиш, нели што вика, има вика, може да се фокусира како рибкава таму што беше клон рибката во 7-8 секунди. Тоа испадна предолго, ќе таа риба повеќе се фокусира на ствари отколку ние. Барем така викаат овие денеска луѓето. Христијанството не се однесува примерно на тоа да се подобриме себе си. И тоа е многу важно. Тоа се однесува дека Бог направи нешто кое ние или ќе го земеме и тогаш ќе се промениме или ќе го одбиеме и ќе си бараме казна или нешто друго. Како што Георги од Ниси и Георги Ниски зборуваше во една проповед што ја прочитавме малку тука. Каде сме ние во тој расказ? Каде ние всушност заслужуваме да бидеме во тој расказ? И интересно е дека ние не треба да бидеме дел од него. Имаме свет Бог кој доаѓа на земјата помеѓу грешните луѓе. И интересно е наместо ние да бидеме отфрлените, ако ја читате историјата, расказот за Божик, тој беше отфрлениот. Ние сите бевме дома вчера, сите ни беше кој потопло, кој поладно, ама сите бевме на топло, сите имавме што да јадеме, сите имавме како да си поминеме. Вие сите што сте родиле, многу добро се обидете се да замислите како ќе биде да сте во штала, со мало бебе, покрај вас, и никој од твоите најблиски освен машти. Тоа беше Исус, кога се дојде и кога се отфрли.
Ама тоа беше сенка на оно што ќе се случува. На крајот на животот, патем речено, самиот Исус вика: Боже мој, зошто си ме заборавил? Спомна таму, зошто си ме напуштил во Матеј 27 глава. На крстот, всушност беше фрлен во една духовна темнина, за ние денеска да имаме онаа светлина. Божик е празник на светлината. Гледате, затоа за Божик има толку светлки и така натаму. За Великден не гледате толку светлки. Ама за Божик, ако нема светлки, ако нема нешто да ви светка, да ви трепка, не е интересно. Има причина, има зошто тоа се случува. Значи, пак ја кажам, христијанството не е за да се подобриме себе си. Не е само место кај што одиме да добиеме инспирација, да добиеме водство за животот. Да, Евангелието ќе има големи импликации, големо влијание на тоа како ќе го живееме животот. Не сакам да ме разберете погрешно. Тоа е вистината. Ама Евангелието е радосната вест заради која ќе се промени животот. Заради тоа што Господ го направи, не заради тоа што Павле или некој друг го кажал како совет што да правиме во однос на самото Евангелие. Или просто речено, нема спасение ни во најмала мерка за она ја што можам да го направам. Сето она што го нарекуваме спасение, веќе некој друг го направи. И ние само ја добивме веста за тоа која ти вика: земи го, прифати го, направи го, оди понатаму. Како да го направиме тоа? Многу просто. Започнуваме со вера во она што се случи во историјата. Секоја година околу Божик, отворете National Geographic, сигурно ќе има некоја емисија која се однесува на Христос. И оваа година барем 3 емисии имаше, ја што ги погледам, што ги фатив лево десно негде на National Geographic, и основното прашање на секоја тие, дали стварно Исус бил историска личност, па дали стварно ова се случило, дали стварно она се случило. Океј? До сега веќе милион пати се потврди дека не, ама знаете, кога некој не ќе да верува, може да правите што сакате, он нема да се смени. Ако сакаш да се наречеш вистински христијанин, мора да кажеш дека мојата вера е заснована на вест која има историска основа. Ние имаме историски факти. Кај е шталата? Не знам. Во точно кој ден се роди Исус? Немам појма. Некој вика 3 век, пред, околу 3 години пред нултата година се роди. Може би е така, не е ни битно. Поентата е, се роди. Ние за цареви многу поблиску до тоа не знаеме точен датум, ден, месец, година да кажеме. Не па за нешто од 2000 години. Поентата беше историска личност, беше жив човек кој се роди во еден конкретен момент на човечката историја. Од тука започнува нашата вера. Дали стварно Бог стана човек? Дали Исус навистина живееше, умре, воскресна за тебе и за мене? Дали стварно го победи гробот и смртта? Ако ова не е историски факт, верувате бајка. Верувате бајка. Ич не се мачете, не си губете времето. Тук. Тоа е вистина. Ако е некаде многу одавна, во една таму штала во далекиот Витлеем се роди еден спасител, тогаш вие ќе имате многу работа да се научите од тоа како треба да работите. Ама од снежени седните џуџиња може да се научите. Џуџињата секој се вајле одат на работа, работат се враќаат дома. Ама не верувам дека животот ќе си го поставите во таа бајка. И треба нешто појако, нешто почврсто, нешто кој ќе биде факт. Божик ни покажува дека христијанството не е добар совет. Христијанството е радосна вест. Ама, од тука натаму, Евангелието менува како ги читаме другите раскази. Ова е нешто што мене ме натера да го размислувам. Една книга ја земав, да не мислите дека на памет зборам, се вика Stories we Tell. Ова е една многу интересна книга, барем за мене беше, ја начекав, која всушност се бави со тоа малку теолошки, социолошки, гледа како денешниот Холивуд се обидува метанаративата, односно вистината за она што се случува во Библијата и во христијанството, како ги преточува во денешните приказни што ни ги даваат. Интересно нешто. Ама, поинтата е оваа, дека секоја приказна треба да исполни некаква наша потреба. Се ќе ве вратам од детството. И денес веруваат, луѓето веруваат приказни денеска, обично политичарите ги раскажуваат, возрастните ги веруваат, ама вратете се како деца назад и размислувате на сите приказни што сте ги слушале, што ви ги раскажувале баби, дедовци, татковци, мајки или се едно е кое. Денеска ние живееме во едно современо општество, викаме, во кое реално би требало да бидеме многу реални. Во која смисла реални? Сите бајки се црно-бели. Вистина е, има добар, има лош. Во бајките не постои Бетмен. Бетмен не е добар, Бетмен не е лош, Бетмен си е Бетмен, си прави што сака.
Некојаш крши закони, некојаш ги следи законите и така натаму, значи, денешниот свет бара сива зона. Не може да биде се добро и се лошо. Мора да има негде сиво, онака да влеземе. Просечен човек денес ќе ти каже, баталете ги приказните што ги слушате, затоа што хепи ендинг постои само на филм. Кој бил последен филм што сте огледале, што завршил на лоша нота? Што завршил лошо. Не може да се сетите, нели? Сите завршуваат среќно и сите живеат среќно и задоволно до крајот на животот. Особено околу Божики. Сите филмови што ги гледате, ниеден нема несреќен крај. Значи, апсолутно ниеден нема несреќен крај. И секоја бајка, убавицата и зверот. Поентата е дека вистинската љубов може да го уништи зверот во тебе. Вистинска љубов ќе те освои. Снежана, мора да има таму негде некој принц, кој заради својата доблест, заради својата голема љубов, ќе ти даде еден прекрасен живот од тука натаму. Но моја пријателка викаш има се помалку принцеви, се повеќе коњи. Може тоа вистина, не знам, ама тоа е фактот кој го гледаме секој ден. Факт е. Било која друга приказа сака да исполни некоја потреба во нашето срце, нешто што не влече, што реалноста не може да ни ја даде. Сакаме да искусиме надприродно, сакаме да искусиме да избегаме од смртта, да најдеме вистинска љубов што никој пати нема да изгубиме. Близок човек никој пати да не ни почине. Се да биде супер, сакаме да летаме, сакаме да видиме некоја вонземска раса. Тоа се приказните кои секој ден ги слушаме и ги гледаме. Тоа е реалната. Сакаме да комуницираме со нечовечки суштества. Се сеќавате на Аватар? Ама интересно во сите тие приказни, човекот секогаш кога ќе сака да комуницира со нешто друго, го расипува. И тоа е приказната на Едемската градина. Дека секогаш човекот сам оставен сам на себе ќе расипе се. Ако нема нешто повеќе. И, гледајќи го сето ова, ние сакаме злото да не победи, сакаме добриот да победи, сакаме принцот да си ја најде принцезата, нели, бизнисот да не пропадне, сите убави работи што ги гледаме по филмовите, сите ќе се случат и сакаме да бидат вистина. Ама, критичарите викаат, нема шанса да биде така. Зошто? Не може да биде така заради тоа што кога ќе почнеш да размислуваш за бајки, кога ќе почнеш да размислуваш за тие нешта, забораваш ти вика на реалноста. А реалноста е сурова, тврда и не ти дава да дишеш. И колку е да е убаво, што викаме околу нас, реалноста е дека кога ќе почнеш да си замислуваш таму негде дека ќе живееш вечно, тоа тебе ќе те врати уствари назад на онаа бебешка идеја дека може се да биде убаво и да заврши се како што треба, како приказа. И на исти начин ние му пристапуваме на Божик, да се вратам на темата. Дека Божик е уште една бајка која има хепи енд. Нели, протагонист, антагонист, разрешување, имаме на крајот еден убав ден, таму негде на небото, се ќе биде супер. Ама затоа Матеј вика, чекај да ви објаснам од кај дојде Христос. И спомнува, колку видовте ли? 49 карактери. Чекај да ви кажам, ова не е бајка, ова е реалност. Сте видели негде биографија на Снежана? Последните џуџиња? Од кај излегувала, кој е бил крал? Кралот Артур? Нели, оне мечот што го вади? Нели, британците барем би требало убава биографија да дадат. Они кралевите, царевите си ги влечат до Ное. Нема. Едноставно. Исус дојде од вечноста, дојде во сегашноста, дојде во денешниот свет и беше факт. Ако Матеј е вистина, тогаш има некој злобен во нашиот свет. Ајде да го раскажем на тој начин. Сите сме по таа магија што не прави заспани и треба да дојде некој голем принц кој ќе ја скрши таа магија, кој ќе не ослободи, ќе ни ги отвори очите, ќе речеме, види каде бил вистинскиот живот. Ама тоа не е Евангелието. Евангелието е многу повеќе отколку тоа, бидејќи принцот ништо не го кошта, освен еден бакнеж да ја спаси принцезата. Ама Христос го кошташе уште како многу тоа што се случува. Ама, сакам да продолжам, вика, Евангелието ги превркува наопаку световните вредности. Зошто почна Матеј со генеалогија?
Има голема разлика помеѓу културата тогаш и сега. Семејната вредност во тоа време беше поважна од личната вредност. Денеска, кога давате CV, не викате мојот дедо беше тоа, мојот татко беше тоа, мојот вујко беше тоа, моите родени беа тие. Викате ова сум јас, ова јас сум направил, јас сум постигнал, ево, тоа е CV-то. Нели така ги пишуваме, така ги даваме на луѓето. Ама во ова место каде што Исус зборува за CV-то, каде што Матеј зборува за CV-то на Исус, повторно дава едно резиме, ама едно многу збркано резиме. Не знам дали го забележавте, ама не е резиме кој било кој од вас ќе сака да го има. Дозволете ми да ви објаснам што сакам да кажам. Првиот шок е дека спомнува 5 жени. Спомнува 5 жени во општество во кое жената беше секундарна. Не беше пример. Второто, ако видите, Тамар и Рута беа нееврејки. Не само тоа, туку Батшеба не ја ни спомнува по име, ја спомнува како жената на Урија. Не знам да ги забележавте тие ствари. Што значи тоа? Знаете, историјата ни кажува дека дури Ирод Велики од својата генеалогија избришал неколку луѓе што знаел дека нема да бидат онака убави, да му бидат спомнати дека му се во родословот. Значи и тогаш луѓето лажеле на CV како што лажат и денеска. Ама има една интересна друга страна на ова. Знаете која е таа? Секоја од овие жени каде што е спомната, му спомнува на Израел, на евреите. Матеј го пишува неговото евангелие према за евреите. Им кажува за веројатно најлошите ствари што им се случија во нивната историја. Оние луѓе што реално ќе сакаат да ги избришат од нивната генеалогија, никој да не знае дека се таму. Ајде да видим. Вика таму во генеалогијата Јуда беше татко на Перес и Зера, чија мајка беше Тамар. Сеќавате што се случи со Тамар? Нејзиниот свекор спиеше со неа. Зошто? Затоа што не сакаше да ја даде син кој можеше да ја даде потомство. Двајцата направија глупост. Кажеш, мојот свекор, мојот прадедо, мојот дедо направи таква работа, инцест во фамилија, никој не би го сакал тоа да го спомне тука. Сетите се која беше Раав. Кога зборува тоа вика Раав, проститутката, Раав, блудницата. Така е спомната, кога израелците влегува во ветената и уште плюс Хананејка. Во 6 стих веќе почнува од генеалогијата на Исус. Супер, барем има во генеалогијата на Давид. Супер. Имаме цар. И забележувате Матеј како боцка тука. Вика, како, што се роди? Вика, се роди Соломон од жената на Урија. Знаете зашто не спомнува Бетшеба? Затоа што сака да ги подсети дека Давид направи голема белја. Урија, ако читате во Библијата, беше еден од оние моќни луѓе кои ги спомнува Давид, кој беа со него кога тој бегаше од Саул. Негов најблизок пријател. Спиеше со неговата жена, го уби. И затоа Батшеба не е спомната. Спомнате Давид. By the way, и тој што ти е најпаметниот, најголемиот, имам цар во моето семејство, и тој беше проблематичен, вика Матеј. Чисто да си знаете. Тука. И сега, што имаме во CV-то на Исус? Морални отпадници, прелюбнички, инцестни односи, проститутки. Дури Јуда и Давид, кои требаше да бидат столбови, и тие беа белјачи. Ама CV. Ако така го погледнете, реално. Законот на Мојсей ги исклучи сите овие луѓе. Ама што ни значи тоа? Нешто многу важно. И тие кои се исклучени од културата, од она што го нарекуваме честно друштво, дури исклучени од Божиот закон, можат да станат дел од Божиото семејство. Нема човек кој направил нешто кој не може да се врати во Божиото семејство. Ако имав една прекрасна линија, знаете, супер луѓе, никој ништо не направил, ќе рече, па евангелието, таа радосна вест е само за добрите. А вика, не, евангелието е прво за сите оние кои се проблематични, после за тие што мислат дека се кој знае колку добри. Второто нешто, што е многу важно, е сите се еднакво грешни и еднакво сакани. Ова е лудница. Сите се еднакво грешни, и тој што го знаеме, и тој што не го знаеме. Еднакво стојат пред Бога. И нешто многу важно во Евреите 2:11, тој не се срами, вика, зборува за Исус, да ги нарече браќа и сестри. Исус не се срами никој од нас да го нарече брат или сестра,
Иако многу добро знае што се сме направиле пред да дојдеме кај него или дали воопшто сме дошли кај него за спасение. Тоа е овај евангелион, тоа е она радосна вест. Сите култури ги терат луѓето да гледаат со понижение кон некој. Во нашата култура, во твојата култура, не знам, тука не има можеби од неколку, можеби не има од повеќе, нели, да кажеме националности, се една. Стално, секоја националност има некој што го понижува кога ќе погледа. Ај седете се. Е вистина. Овде Исус вика, кај мене го нема тоа. Понижените се дел од она, ја што го викам браќа и сестри. Овде. И нешто многу важно за да завршам со тоа. Бог е можеби спор, ама секогаш го исполнува ветеното. Ова треба да не биде сега за охрабрување. Знаете, овие генеалогии, ова тука како генеалогија што ни е дадена на нас, мора да не подсете дека требаше да поминат генерации и генерации пред да се исполни тоа што беше ветено. Дека кога Бог ќе ти вети нешто, многу добро знаеме, ќе го сетиме тоа, немојте да биде, Бог ми вети сега ќе се исполни, веднаш сега одма се случува нешто. Не е така. Бог му кажа на Авраам дека сите луѓе на земјата ќе бидат благословени во него. И почнува тој, и тој, и тој, и тој, и тој. И потоа во еден момент доаѓаат 400 години, во не меѓузаветен период, кај што Господ едноставно молчи. Ништо не им кажува на луѓето, ни преку пророци, ни преку никој. И одеднаш вика, да ви кажам, јас се завршив работата. Го испратив Спасителот на светот. Оне кој ќе те спаси тебе од твојот грев. И затоа нешто важно е, не можеме да го судиме Бог според нашиот календар. Ние сакаме да го судиме Бог, ние сакаме да го следиме Бог по мојот календар. Сузи ми е сведок тука дека нешто беше пред Нова година, а викам да ти кажам, ме фати страф. Го погледнав мојот календар. И некако крајот на мај ми се гледа, викам, леле, луѓе, камповите дојда. Уште бевме декември, ама гледам како ни се редат работите. Отворете си и календарите ваши, полни сме. И ние сакаме на исти начин да го ставиме Господ. Во овој календар, нова место тука, Господ ќе функционира вака. Бог вика, не може да го суди. Он си работи по својот календар и не можеме да мрднеме. Пример имате во Библијата колку сакате. Сеќавате на Јосиф, нели? Да не го спомнуваме. Колку време му требаше. Сетете се на Исус, кога го повика оној стотник да му излечи ќерката. Тргна да излекува, си застана, си поразговара со една жена, да ја натера да каже како Господ ја излечил, во меѓувреме умре девојчето, он го воскресна. Тој си работи по својот календар. Не работи по мојот, не работи по твојот и да не се надеваме дека ќе биде така. Сега доаѓаме од една друга страна што често луѓе знаат да ја кажете, добро де, Бог ќе ги исполни неговите ветувања кон мене, ама јас не ги исполнувам моите кон него. Сите сме дали некое ветување, некогаш пред Бог. Ама забележете ја, пак да ве вратам на таа генеалогија. Во вториот стих таму од Матеј 1 глава, вели дека Јаков беше татко на Јуда, кој беше еден од тие кои беа во поколението на Месијата. Јаков на сила го зема првородството од татко му. Излажа. Си направи еден куп проблеми, си направи еден куп беди со тоа што го направи и пак не го убрза Христовиот календар. И пак не го убрза Божиот календар да може да направи нешто кој што не треба. Заради измамата Јаков си уништи фамилијата, го сврте Есав против него и се. Ама, како резултат на тоа или заради тоа, Јаков се ожени со Леја, Леја даде еден кој беше дел од поколението на Исус Христос. Бог си тера по свое. И еве ја балансот. Кога Јаков ќе направеше белја, и кога Јаков направи белја, пострада заради тоа. Ама истовремено Бог е поголем од гревот негов. И повторно го издаде на добро во негово време. Божик значи дека си ги исполнува сите своји ветувања. И оно што е многу интересно на крајот, што може би многу брзо го претрчавте и него забележавте, Евангелието е финалната починка. Таа радосна вест. Зошто? Во Матеј 1:17 и така сите поколенија од Авраам до Давид се 14, од Давид до преселувањето во Вавилон се 14 поколенија и од преселувањето во Вавилон до Христос 14 поколенија. Баш не е гајле. Во Стариот Завет имаше една многу интересна работа која Бог ја даде, затоа што ако имаше некој кој сакаше екологија и кој не кеше грева да уништи земјата, беше Господ.
Секоја 7 година земјоделците требаше да престанат и да не работат. Секоја 7 година луѓето, руралниот Израел, требаше да јаде и да го ужива она што земјата ќе го роди сама. И Божјото ветување беше, ако 6 години работиш како треба, 7-та година јас ќе те благословам, ќе починеш. Ќе одмориш. Така беше дадено, тоа беше реалност. Израел тоа многу брзо го упропасти. Тука. Ама, понатаму, сеќавате зошто 7 година? Затоа што Бог 6 дена работеше, 7-миот вика почина. Така беше. 6 дена им викаше новија работа. 6 години, 7-та. Кога ќе поминаа 7 пати по 7 години во Израел, значи 49 години, законот беше дека секое семејство ќе си ја добие назад земјата што ја загуби. Секое семејство ќе си го добие назад имотот. Се сеќавате кога влегува во ветената земја израелците, Бог го подели сет имот што беше на 11 племиња. Така, 12-тото племето Леви не доби, затоа што не беа свештениците и служителите во храмот. Тие 11 можеше да се случи од ова племе, од она племе човек да продава и да купува земја. Кога ќе поминаа тие 49 години, кога ќе доеше времето за починката, 7 пати по 7, годината на ослободувањето, на луѓето им се враќаше се што нивни од грев или мучки или глупости, заради кој го изгубиле. И пак цела земја ќе се вратеше во секој племе ќе ја добиеше својата земја. Нов почеток, време на починка, време на одмор. Време кога робовите, оние робови за кои зборуваме во историски во Израел во тоа време, беа ослободувани. Време на починка, време на ослободување, време за одмор. И Матеј ни вика дека цела оваа починка и одмор ќе дојде само преку Исус Христос. Како ќе одмориме денес? Како ќе направиме таа починка? Прво, кога си во Исус не мора да се докажуваш. Не мора да се мачам да правам моje ново CV. Бев слеп, сега гледам. Бев спротив Бог, сега сум дел од Божјото семејство. Ама беше ваков, таков, онаков добро и други пред мене беа такви, Исус ги стави во својата генеалогија. И јас сум дел од неговото семејство. Значи, тука е починката. Не мора да се правам тоа што не сум. Не морам да се секирам како ќе ме гледат луѓето, затоа што нешто е важно ме гледа како негово чедо. Но, подобар одмор, здрави. Секој овде има нешто против мене. Јас можам да најдам против секој од вас нешто што ми направил, што не ми направил. Сите можеме да си правиме. И сите можеме да се надеваме дека другиот ќе ме гледа поинаку. Седно ми. Господ вика, јас те гледам чист. Тоа е Евангелието, тоа е радосната вест. Денес ви се роди Спасител кој е Христос Господ. Второто нешто многу важно. Знаеме дека Исус, односно Бог ја контролира историјата. Дека ништо не се случува без да го направи или да го дозволи. Со други зборови, јас и ти сме во неговиот план, во неговиот трк, во неговиот календар, не во мојот, во неговиот. Е прашањето дали ќе сме воljни да го следиме неговиот календар или ќе тераме по својот. Па ако ни се погодат, окей, ако не ни се погодат, ќе настрадаме. Имаме избор. Пак ќе речем она што го спомнав на почетокот. Ние не добивме заповед, чека да ви кажам како да живеете. Ние добивме вест која не зависи од тоа што ќе направиме ти и јас со неа. Ама ако сакаш за цела вечност да си мир, доаѓаме до на. Денес ви се роди Спасител. Тој кој дојде за ти и јас да не мора веќе да се секираме. Оној што ќе ни даде совршена љубов, совршен одмор, совршена починка. Божик не е еднаш многу одамна се случи нешто. Божик е ти донесов радост која е за тебе денес и сега. Вкоренето во историјата, втемелено во историјата, за тебе апликативна денес. Затоа викаме Христос се роди. Затоа се радуваме со тоа, на вистина се роди. Оди тогаш мене ми значи дека јас имам иднина. Јас имам се што Господ ми даде преку него, во неговото време, во неговиот момент. И нека Бог ни даде така да го гледаме Божики. А некако време во кое ќе направиме нешто, или ќе дојдеме во црква, или ќе запалиме свеќе, или ќе отидеме некаде, или ќе скокаме во оган, не знам што ќе правиме веќе, за да ни се најде. Ние добивме вест, а не добивме совет. Амин.